Кога се движам низ градот, не се чувствувам најбезбедно, особено не кога се движам навечер. Тие често се движат во групи, наместо да се движат сами или избегнуваат да се движат по определени простори, патеки, често прибегнуваат кон подолгата рута само за да избегнат некои простори кои што според нив се небезбедни, или пак често зборуваат на телефон за да се чувствуваат посигурно, или дури носат некои предмети за самоодбрана. Товарот и одговорноста на безбедното и слободно движење на една жена повторно се наметнува нејза наместо да биде во надлежноста на институциите. Најчесто одговорноста ја гледаме во полицијата, меѓутоа полицијата најчесто интервенира откако некој немил инцидент ќе се случи, наместо да се работи на превенција. Затоа тука треба да бараме надлежности од локалната самоуправа до општините, кои што се оние кои што треба да се грижат за просторите во кои секојдневно се движиме, да бидат да имаат една средена инфраструктура, да бидат чисти, одржани, да има доволно осветлување, а и во самото урбанистичко планирање да бидат земени перспективите на корисниците, вклучително и на жените, а не само да се внимава на економските фактори и на профитот.